тема. Сега ние ќе се вклучиме во Средното угостителско училиште, каде на линк ја имаме нашата Ивана. Иванче, добро утро, убав ден ти посакувам. Добро утро, Сузе, до тебе. Добре ни дојде освежена после одморот и посакувам и тебе убав почеток еве за тебе нова работна седмица. Како што спомена и ти, да, ве поздравуваме од Средното угостителско туристичко училиште на град Скопје, Лазар Танев, каде што токму утре со почеток во 17 часот ќе се одржи отворен ден, каде што се поканети сите 9 оделенци, сите оние кои што оваа година се полуматуранти и треба да го продолжат понатаму своето образование. Поканети се секако со родителите и со наставниците да се запознаат повеќе со програмата и што токму се изучува овде во Средното угостителско туристичко училиште. Повеќе за настанот, но и за тоа каква се програма нуди училиштето Лазар Танев, ова утро ќе дознаеме од директорот Небојша Вуковиќ и секако од еден од омилените професори на учениците овде, Дејан, кој што е повеќе познат нели како Дени од 4 сезони, така го знаат гледачите. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Ќе почнеме, директоре, со вас. Долги години сте дел ви од ова училиште. Сега нели го водите училиштето, односно раководите со него. Каква е програмата, односно што нуди училиштето за 9 оделенците? Најнапред добро утро до вас, Ивана, до Суза во студиото, до сите оние што учествуваат во реализација на оваа програма и благодарност до вас за ова. Присуство ваше овдека и следењето на нашата работа и поздрав до сите гледачи. Училиштето работи од 1950 година во Скопје. Во нашиот центар имаме 3-годишно и 4-годишно образование. Во 3-годишното образование се изучуваат струките готвач, келнер, пекар, месар и сладкари, да не ги заборавиме најсладките. Имаме 4-годишно образование во кој што имаме 4 занимања, односно хотелско-туристички техничар, имаме техничар за анимација и настани, угостителски техничар, значи занимање кој што во 4 години ги изучуваат децата овде. Програмата на училиштето се збогати и се зголеми пред 2 години, кога почнавме и со активен упис на за следната наредна година. Значи, ако требаше да се работи за упис од сега во јуни, ние работиме цела година. Се збогати на начин што ги повикавме сите ученици од 9 оделение во Скопје да учествуваат во нашите бесплатни работилници. И тие работилници се однесува на готвење, на пекарство, на месарство, сладкарство, на послужување. Најинтересно е што основна димензија на сите тие работилници беше создавање начин на однесување кај младата популација во угостителско-туристичките објекти и да знаат што ги очекува при упишувањето кај нас во училиштето. Наидовме на перфектен одзив. Минатата година завршивме со бројка од околу 300 заинтересирани ученици. Финалето е утре во 17 часот, кога имаме отворен ден за нив, затоа што ќе им се доделуваат сертификати за посетување на курсевите. А во исто време ги имаме стопанствениците кои што ќе треба да ги запознаат новите генерации и да видат кои од учениците наши веќе присутни во училиштето ќе ги посетуваат нивните објекти во тек на летото. Значи еден комплексен ден, за тоа ќе зборува Дејан. Јас би сакал да кажам дека имаме повик до сите ученици од 9 оделение утре да дојдат, да размислат длабоко за тоа како и зашто би се запишале во нашето училиште. Ние имаме многу активности кои што се различни од другите училишта. Училиштето, например, меѓу другото, формираше менториран клас кој што е избор на најдобрите ученици во 3-тиот степен, кои што преминуваат во редовно школување во 4-тиот степен. Благодарение на тој клас добивме услови за соработка, например, да речеме, со Францускиот институт, кој што ни овозможи директни меморандуми со училиштата во Франција. Училиштето формираше асоциација на средни угостителско-туристички училишта. Гордо се на училиштето таа асоциација, затоа што веќе 15 држави се вклучија со околу преку 1000 апликации на средни угостителско-туристички училишта. Тоа значи размена на програми, размена на искуства и размена на наставен кадар, не само на ученици, туку и на наставен кадар, што до сега
во мал број случаи беше на обврска на вакви едни проекти. Значи во овој случај наставниот кадар влегува во наставата, што е уште поинтересно, што значи дека искуствата на нашите колеги, например да речеме од Белград, беа пренесени во нашата настава и знаеме како функционира наставата во Србија во однос на угостителско-туристичката струка. Значи тоа е идејата на таа асоциација. Каква е капацитетот на училиштето, односно колку ученици оваа година можат да се запишат во прва година? Годинава имавме некаде околу 500 ученици. Очекуваме дека овој број сега ќе се зголеми заради интересот на 9-тото одделение. И очекуваме дека оваа бројка ќе достигне онаа бројка од 2007 година кога имавме 1250 ученици. Да, навистина голем број на ученици заинтересирани за оваа гранка која што и тоа како барана, особено во овој во летниот период. Угостителските работници недостасуваат во земјава, а Дени што предвидува еве настанот утре, отворениот ден за сите 9 одделенци? Многу повеќе ученици следната година и многу подобра соработка со сите угостителски објекти овде кај нас во државата, не само во градот Скопје. Токму и затоа, во среда ги поканивме сите наши партнери со кои што соработуваме да бидат присутни на отворениот ден, да направат презентација на нивните угостителски објекти и сите заедно да се дружиме. Воедно ќе се запознаат со нашите ученици, ќе одберат деца кои ќе посетуваат феријална или летна практична настава во нивните објекти и велам сите заедно сме појаки, затоа што ако ние тука ги оформуваме нашите деца и они таму, заедно ќе направиме професионален кадар и ќе имаме одличен туризам и гастрономија. Токму затоа не само 9 одделенците кои доаѓа овде кај нас, него сите оние кои се заинтересирани да станат угостители, да работат во туризмот, нека дојдат и ви ветуваме дека имаме одлична програма и одлично ќе се забавуваме. Играорна група, драмска секција, ќе пееме, ќе играме, ќе се забавуваме, ќе јадеме, ќе се напиеме нешто и денот ќе биде нешто кое ние веќе неколку месеци го спремаме сите заедно. И едва и чекаме да се случи. Затоа што иднината е во децата. Колку повеќе деца дојдат и се запишат овде кај нас, толку поголема желба и ние ќе имаме да работиме со нив и да направиме вистински професионален кадар. Повторно спомнувам, професионален затоа што тоа најмногу ни е потребно во моментот. Апсолутно ви посакувам успешен отворен ден и секако да продолжиме оваа традиција и понатаму да имате можност да го оформувате ова и секако децата да доаѓаат да се запознаат со она што нуди училиштето. Ви благодарам што дојдовте денеска. Јас се извинувам нешто со... Исто така, значи, повик сега до сите оние кои што не добиле директен повик за утрешниот ден, да учествуваат утре на настанот, да помогнат во анимацијата на овој упис на учениците и очекуваме во јуни месец дека ќе имаме плејада од деца овде кои што ќе ги запишеме. И сега ќе дојдете вие тој момент да го снимите, затоа што кога доаѓаат децата на работилници, верувајте, река од 9 одделенци доаѓаше во нашето училиште. Нема поголема среќа за нас. Тоа е поентата. Да направиме што поголем и попрофесионален кадар, уште еднаш ќе спомнам. Така, Сузе, уште еднаш ги покануваме сите ученици, сите оние кои што оваа година и се и полуматуранти, да дојдат утре на отворениот ден во 17 часот во училиштето Лазар Танев и да се запознаат како повеќе со работата на ова училиште и што се изучува овде. Одлична можност и прилика за сите 9 одделенци. Ти благодарам многу, Ивана. Поздрав до директорот Небојше и професорот Дени. И се разбира, еве, нека биде ова уште една можност за сите ученици кои понатаму треба да направат избори во средно училиште.